Децениската мака ги натера жителите на Луковица сами да започнат иницијатива патот до селото од 5,5 километри да се асфалтира и 3 пати направиле проектна документација за реконструкција со нивни средства. Последниот проект во 2020 го доставиле до општина Желино, но се уште нема негова реализација, а одговорноста меѓу себе ја префрлаат општината и Министерството за транспорт и врски. Градоначалникот Блерим Сејдиу вели дека се уште чека одговор од ресорното министерство. Пред една година ни беше предадено целата документација од страна на граѓаните на Луковица. Ние бевме у контакт со нив цело време, па беа и пратениците на двете политички партии, и на СДС и на ВМРО ДПМН, значи од изборната единица 6, и комунициравме со нив и ги информиравме и нив дека ние во Министерство за транспорт и врски пративме, значи, и проектот и барање за да ни помогнат владата да го реализираме тој пат, пошто само тој пат ни остана за изведба. Околу 5 километри е долг и стварно таму треба да се интервенира што побрзо. Ние со нашите финансиски сили се соочиме секоја година со тој пат за чистота и такви работи, но реализацијата не можеме ние со нашиот буџет да го реализираме, затоа ние се обративме до владата и чекаме одговор од нив. Значи не добивме одговор од нив, треба да ни дадат тие одговор дека ги најдоа тие средства и тие средства се наменети за патот во Луковица. Од Министерството за транспорт и врски пак не информираа дека општината доставила 6 проекти за реконструкција на локални патишта и улици, меѓу кои и за Луковица. Вредноста на сите доставени проекти ги надминува средствата од 742.449 евра, што се обезбедени од Министерството за општина Желино, и затоа побарано е од општината да се произнесе кои се приоритетни проекти за да може да се финансираат во рамки на нејзиниот буџет. До овој момент општина Желино се нема произнесено и поради таа причина се уште не се вклучени во јавните повици што ги објавува Министерството. Одобрените средства се во рамки на проектот за поврзување на локални патишта кој е финансиран од заем од Светска банка. За да го добие грантот од ниво на централна власт, општината треба да предложи интервенции на патишта и да подготви проекти, и овие треба да бидат одобрени од Министерството за транспорт и врски. Кога обемот на поднесените подпроекти е поголем од расположливиот буџет, Министерството ќе даде приоритет на оние со најголема корист за општината. Според нашите сознанија, овој процес на приоритизација допарва треба да се случи за општина Желино. Инаку во Луковица има 75 куќи, речиси 100 домаќинства, постојани жители и викендаши. Овде моментално постојано живеат 45 жители. Преку лето има и повеќе, и плюс тоа преку викендите може да се случи чак некогаш и преку 1000 души да има. Значи село врие од население. Моментално има 75 куќе, 96 домаќинства, и моментално годинава у фаза ќе биде на градење 3 куќе. Ни бараа многу градежни земјишта да сака да прават, али патот е проблем, знаете. И највише кошта превозот него што кошта материјалот. А ја како што памтим, од 72-73 имаше овдека само 26 куќи. Значи стигна до 75. Природата е многу фина, близко е езерото, местоположбата е добра. Тетовска Луковица се наоѓа на 930 метри надморска висина, сместена на падините на Сувагора.